Здраво, драги мои! Ево, после долго време ми се јавувам на лайв, малку да се дружиме. Некои од вас работат, некои се дома, некои прават пауза, можеби, но не е важно, ова снимка ќе остане, ќе аплодирам и на YouTube и ќе можете да си ја погледнете покасно. Оваа тема што денеска ја одбрав е поврзана со тоа која е таа една карика, која е тоа едно нешто што треба да го имаме во нас, како би ни се подобриле односите. Надевам дека ќе биде интернетот во ред. Океј, ќе продолжиме. Значи, што е тоа што не прави да имаме добар однос со нашите блиски? Како можеме со нашите блиски или со луѓето што не ни се толку блиски? Дали е тоа пријател, дали е тоа колега, дали е тоа свекор, свекрва, маж, жена, било кој. Како можеме да ги подобриме односите со нашите блиски? Што е тоа едно што го имаме? Пред да одам понатаму и да навлезам подлабоко во оваа тема и ви кажам зошто сум инспирирана за темава, сакам да знаете, денеска го испратив и тој имейл на тие што сте на листата на newsletter, дека јас многу променав во однос на тоа што работам, како ќе работам понатаму, и програмата што ја работев со хипноза за 6 недели е затворена. Од 1 јануари започнуваме со 2-месечна програма, индивидуална програма, но оставам простор за сите вие што сакавте да бидете дел од таа програма, која е 6 недели и која е по пониска цена и сака да го искористат тој бонус на ниска цена, на пократко време на работа, побрзо време, имаат можност до нова година да ми се јават и да искористат таа цена. Сите ќе се одржат во јануари, но цената ќе ја задржат за таа ниска цена до сегашниот период. Од јануари понатаму нема никогаш повеќе да биде толку ниска цената, значи ќе биде 997 евра и ќе работиме интензивно и ќе работиме само со тие луѓе кои се спремни на промена, кои имаат предизвици и сакаат да ги надминат своите предизвици кај себе, кои се спремни да ги прават вежбите, да ја пратат хипнозата и така натаму. Така да, ако ме пратиш подолго време, ако си размислувала дека сакаш да го надминиш тој проблем што го имаш денес, дали е со самодоверба, дали е со пронаоѓање внатрешен мир, дали е да ги подобриш односите, дали е некоја физичка, дали е тоа екзема, опаѓање на коса, тинитус или било што сакаш да го надминиш со помош на хипнозата, сега е одличен момент, затоа што од јануари цената е дупла, односно е 997 евра, сега може само за 497 евра, нормално со можност на рати да си го дозволиш тоа. И сега ќе преминеме на тоа зошто сум денес тука и зошто ви се јавувам со лайв, а тоа е во сесијата која имав вчера вечерта. Со клиентката разговаравме на тема односот со незината колешка, која е во канцеларија. Денес со денешната клиентка разговаравме со односот со незиниот партнер и сето ова важи за сите односи. Што би можело да земете едно, ево, ако би можело ви дадам една работа што би можеле да примените во 2026 година, а ќе го подобри односот со другите и со самите себе, е да гледате низ односот. Не да гледате во човекот кој го прави нештото, делото, како разговара, него да гледате низ тоа дело, да гледате низ тоа што го прави тој. Напишете ми во коментар дали ме гледате добро и дали ме слушате, дали е чиста сликата. Сега ќе ви објаснам детали како можете тоа да го направите. Како можете да гледате низ тоа што го прави некој, наместо да го врзите туѓото однесување за тоа јас не вредам, ево пак ме навредуваат, ево пак ме извисија, ево пак сум жртва, ево нема никогаш ова да престане. Фала ти, Марија. Како можете тоа да го промените и да кажете не, јас сакам овој човек да го разберам, јас сакам во овој однос да се подобрам, затоа што на мојата клиентка денес која има предизвик со незиниот
партнер ја прашав дали ти го сакаш тој човек, дали сакаш да останеш во брак, дали сакаш и понатаму да градите иднина и меморија и спомени. Таа рече да. Тогаш станува збор за работи кои ги модифицираме во вашиот однос. Односно, неговото однесување не го лепиш за тоа, тој е секогаш таков, ова никогаш нема да се промени, јас сум жртва, мене ми нема спас, нема помош, не. Наоѓаш начин да го разбереш од каде доаѓа неговото однесување. Да разбереш зошто тој така се однесува, со кој проблем, со која мака се носи тој човек, па се однесува така. И сега знам, многу од вас ќе ми кажат, како и клиентката вчера, да, јас само сите ги разбирам, мене никој не ме разбира. Кој би го рекол ова? Ова би го рекол човек што ги разбира другите и мисли дека тоа разбирање е за другите, а не за тебе. Тоа што јас тебе ќе те разбирам, макар и тоа да нема вистина во тоа. Например, јас се кажав ево за колешката во канцеларија која е токсична, негативна. Замисли дека таа поминува низ некој стресен период. Може би ја малтретира мажот, може би не ја покачиле платата, па таа е фрустрирана. Може би ти земаш поголема плата, па таа затоа се чувствува дека е во опасност во однос на тебе. И било што, може да не биде точно. Зошто ти овие работи си ги ставаш во глава? Затоа што тоа тебе ќе ти даде мир и првенствено нема да го врзи со тоа таа мене не ме сака, што во превод значи јас не сум доволно добра, јас не вредам, не сум права личност или да ја бараш грешката во тебе, зошто луѓето се однесуваат така со тебе. Не. И верувајте, тоа и го потенцира вчера, дека луѓето не мислат на вас. Секој е заглавен во својата глава и секој мисли за себе како другиот мисли за него. Значи, никој не се замара со вас. Сите се обседнати сами со себе. Ако некој сака да те навреди, да те спушти, тоа е само затоа што не е сигурен, не е задоволен, има стравови, тоа нема врска со тебе. И тоа што кога ќе кажам гледај низ односот, сакам да научите да гледате низ тоа, како со децава. Детето не е лошо ако прави лоши работи. Детето е само дете, но се однесува така затоа што има болка. Има нешто што му смета, има нешто што му пречи. Така и со сите останати. Пробајте да дзирнете и за тоа бара свесност, за тоа бара работа на себе, за тоа бара да го имаш тоа повисоко ниво на свесност, да прво себе се видиш, зошто јас реагирам во дадени ситуации како што реагирам, а потоа тоа да го пренесеш и на другиот. Што во исто време нема да ве збунува фактот дека кога ќе го разбереш другиот, така и ова клиентка ми рече како сега јас сите ќе ги разбирам. Со тоа таа ми кажува првенствено дека разбирањето ги оправдува и разбирањето не поставува граници. Не, вие можете двете работи да ги имате во исто време. Јас тебе те разбирам, ама до овде со мене. На овај начин со мене. Јас тебе те разбирам дека тебе ти е тешко, ама не може со мене така да се однесуваш. И тоа може да постои во иста ситуација, и сепак да не настане до огромен проблем да ескалира. Тоа е таа уметност што би сакала секој од нас да ја научи, таа асертивност, да бидеме прво транспарентни со тоа како се чувствуваме ние самите со себе, да се препознаеме, да препознаеме каква емоција ни разви туѓото однесување, а потоа да најдеме начин да го разбереме другиот и во исто време да дефинираме како сакаме тој однос да продолжи, како да му дадеме до знаење на другиот дека тука треба да се поставени граници, дека не може така да се однесува со нас и така натаму. Луѓето што се со преголема болка или кои се растени во семејство каде што биле омаловажувани, каде што секогаш биле критикувани, во семејство каде што растеле, каде што немале глас. И ова исто сакам да го споменам, затоа што не знам дали видовте мојот рил каде што кажувам дека мајка ми не ме тепаше, направи нешто полошо. Премина преку 100.000 прегледи и толку многу луѓе го споделја и толку ме освести како луѓето, сите ние сме заробени во една иста приказна и сите ние носиме една иста болка, а тоа е не сме биле доволно слушнати, видени, потврдени, оправдани кога сме биле деца. Во тие развојни фази кога требало тоа да се случи.
И сега што правиме ние? Го бараме тоа од партнерот и му се лутиме зашто не разбира. Го бараме тоа од колегите, го бараме тоа од децата. Феноменален пример од клиентка која е успешна, способна, бизнис жена, која за секоја ситуација бара потврда од нејзините деца. Нонсенс. Да, ама тоа е толку длабоко во неа, која сега го одслојуваме, дел по дел да освести која улога ја префрлила на нивните деца, на незините деца. И сега ве поканувам да секој од вас размисли на кое место барате љубов, на кое место барате потврда, на кое место барате да ве уважат. И да, сметам дека партнерството е тука да не потсети колку сме фантастични, партнерот е тука да не потсети колку сме, да ни ги покаже нашите убави страни, но ако тоа не е случај, ако тоа нема тој капацитет да го направи, не е тој задолжен за тоа. Ние сме задолжени за тоа и ние си сме одговорни да си го почистиме нашиот двор. Ние не сме повеќе деца, ние си сме возрасни личности кои сме одговорни за тоа како се чувствуваме и да се саморегулираме. Затоа викам, ако не знаете, дојдете кај мене на сесија, детално ќе ви објаснам и ќе ви дадам практики кои ќе ви помогнат да се саморегулирате во дадена ситуација, да не како дете реагирате, како тоа мало детенце да реагирате, да се лутите, да бидете жртва, да ги окривувате другите, да плачите и цимолите. Значи, тоа буквално сите ние го правиме. Во многу ситуации знаеме да реагираме како деца. Додека не го освестиме тоа, ќе си останеме заглавени во нашата болка и во таа немоќ дека некој нешто нас ни прави. Никој нас ништо не ни прави и за една фантастична реченица што секогаш си ја повторувам на моите клиенти е дека никој не може да те повреди без твоја дозвола. Станува збор овде за емотивна и ментална повреда, не за таа физичка, затоа што може да се случи без ваша дозвола, но последицата тоа пак сами себе си ја дефинираме. Ние одлучуваме до каде некој со нас. Ние ја променуваме таа приказна внатре во нас. И се врти околу таа филозофија. Како ние гледаме на работите? Како ние ги доживуваме, ги перцепираме работите? За една иста ситуација можеш да кажеш, види таа колку е лоша, како може тоа да си го дозволи. Во друга ситуација можеш да си го кажеш, и таа има мака. Кузни ништо поминува. Јас ја имам така научено со мене да се однесува. Јас ги имам другите навикнато така со мене да се однесуваат. Значи, гледајте низ туѓото однесување и низ своето. И вие кога се однесувате грубо со децата, со партнерот, кога викате, кога немате трпение, кога излегува ситуацијата од контрола, само застанете и видете низ однесувањето. Вие не сте такви. И многу често знаат да ми кажат, јас сум таква секогаш, мене секогаш или никогаш. Тие зборови кај мене не постојат, нема генерализација. Од нас постојат 200 аспекти. Ти во една ситуација можеш да се однесуваш, во другата поинаку. И во тебе го има и доброто и лошото и сите нијанси измеѓу. Само дадена ситуација бираш и имаш можност да избереш. Сега, колку имаш капацитет да избереш како да се однесуваш, тоа зависи од тоа какви практики правиш. Дали си свесна, дали свесно сакаш да го регулираш твоето однесување, дали превземаш некои чекори. Затоа што сега се популаризира медитации, афирмации, благодарности, утрински ритуали, сето тоа. Често знаат луѓето тоа да го банализираат и да викат, сите го прават тоа, сите сега некој медитира. Зошто? Сте се прашале зошто? Зошто некој го прави тоа? И немој да го банализирате додека не го испробате. Затоа што тие работи се практицираат за кога ќе дојде ситуација да ти излезеш од контрола, се вратиш во центар. И наместо да изреагираш како се однесуваат другите со тебе, па ти вратиш 3 пати дупло, или се повлечеш, па се само јадеш и само казнуваш, да свесно бидиш окей со твоите емоции и во исти момент можеш да одговориш соодветно, да го изградиш тој капацитет соодветно да одговориш. Затоа, кога станува збор за сите односи, дали е тоа колешка, партнер, како што беше со клиенткава денеска, или децата, или било кој,
гледајте. И знам, тука ќе ве спречи егото, да како ја сега ќе ги разбирам, ќе гледам низ однесувањето, така како што се однесува. Не е баш така. Тоа е нашето его што не сака да разбере. Но кога ја подигнуваме свеста, сваќаме дека една работа ни е важна, а тоа е конекцијата. Ако можеме да изградиме, тоа беше разговорот со клиентката денеска на сесија, значи јас сите методи, сите стратегии што ги направивме за како да дојде таа да има подобар однос, односно да функционираат некои работи во бракот, се засноваше на тоа да таа има поголема конекција со партнерот, да таа има поголема блискост, затоа што има услови. Кај некои луѓе, например, на друга клиентка која нема услови да се конектира со незината колешка, едноставно се вртиш према себе, се конектираш сама со себе во тие услови каде што си. Конекцијата го дава мирот. Така да најдете начин како прво да бидете конектирани сами со себе. Дали тоа ќе биде терапија, хипноза, дали ќе биде тоа ритуали кои што ги правите редовно. Најдете начин да се конектирате сами со себе, на тој начин ќе подигнете и свеста и ќе можете да видите низ однесувањето на другите, не да го лепите на своите рани, не да кажувате мене сите така ми прават или секогаш ми е така. Не е секогаш. Вие сте изградиле таков идентитет поради тие услови во кои сте пораснале, сте се нашле поради траумите, поради ситуации во кои сте биле. Не секогаш значи дека тоа сте вие така и секогаш ќе биде. Тоа е она илузија што разбиваме на нашите сесии. Па сега сакам некој да ми сподели дали се нашол во слична ситуација да не може да види низ однесувањето, наставно да однесувањето биде премногу гласно. Напишете ми еден, доколку ви е тешко да гледате низ однесувањето. На вчерашната сесија на мојата клиентка ја објаснав така со пример како ги разбиваме тие уверувања, а тоа е на начин како што децата се преиспитуваат, например, дали веруваат во Дедо Мраз. Се надевам дека ова не го гледаат мали деца. А децата кои веруваат во Дедо Мраз, која ќе стигнат до некоја возраст, 9-10 години, кога веќе имаат способност да рационализираат, да ги преиспитуваат работите и почнуваат да прашуваат, ама чекај малку сега, дали Дедо Мраз каде живее, дали има жена, кога е роден, колку години, почнуваат да го преиспитуваат тој факт дали постои Дедо Мраз, до моментот додека сватат дека не постои. Така и со нашите уверувања. Дали јас не сум вредна, дали јас ова универзалното, I'm not enough, верување кој сите го имаме во нас, дали јас навистина не вредам? И седни преиспитај го тоа прашање. Дали имам јас некакви достигнувања во животот? Дали имам добри намери? Дали имам добри односи? Дали се трудам? Дали или они сите ваши вредности што се генерални животни вредности што ги имате создадено? Наброете ги сите тие вредности, потврдете се она што имате постигнато, се она што се труделе, видете се себе емпатично, ништо сте поминувале, и потоа повторно прашајте се дали вредам. И те како вредите. Само некој ве убедил, сте биле можеби доволно критикувани, за да тој глас стане погласен од тој внатрешен глас и да не можете себе си да се поверувате дека вие сте доволно добри. И кога ќе се најдете во конфликт со друга личност, наместо да видите низ нејзиното однесување и да поставите граница, што правите, се повлекувате или се оправдувате, или егото е посилно и се докажувате, некој од тие варијанти. Ама тоа е се на тоа несвесно ниво. На свесно ниво останувате повоздржани, во смисла да не треба толку голема филозофија. Јасни ви се повеќе работите, имате голема јасност. Од каде се нешто потекнува, знаете позадината на вашето однесување и на туѓото однесување. Се надевам дека ова ви служеше. Напишете ми во коментарот доколку ова ви беше корисно и се надевам дека мислам ќе оставам снимката, ќе можете повторно да си ја слушнете. Имаше доста работи кои ги споменав, кои можеби ќе ве освестат во следната година.
И сега повторно ќе повторам дека имате можност до 1 јануари да се пријавите за овој програм кој е поевтин и кој е пократок, а од 1 јануари веќе почнуваме со таа интензивна програма што е 2 месеци и каде што баш бираме луѓе кои се навистина спремни на промена. Ви посакувам убави празници, ви посакувам преубаво да ја дочекате новата година. Можеби јас ќе се јавам повторно со некоја друга тема, но за сега ви посакувам се најубаво и се гледаме во друга прилика.